Добро вечер, почитувани гледачи. Резервираниот термин за новото издание на емисијата Под лупа. Во наредниот час ќе разговараме на една интересна тема, а во тоа ќе ми помогне мојата денешна гостинка и за мое големо задоволство во оваа сезона прва дама во Лупа. Добре дојдовте за госпоѓа Мирјана Лозановска, директор на Центарот за развој на Југозападниот плански регион. Добро ве најдов. Господја Лозановска, ние имаме разговарано на тема Југозападен плански регион, но тогаш кога беше во зародиш и во формирање, и сега да видиме што се случуваше сите овие години, колку проекти стојат зад вашата работа и работата на вашиот тим, бидејќи поделбата на овие региони во државава, кои што ги имаме, мислам, чинам беа колку 8, така, се направи уште во 2009 година. Сега во овој период што се случуваше? Колку проекти стојат позади вас, бидејќи колку 9 општини се опфатени во Југозападниот плански регион и кои се бенефитите на овие општини што ги видоа од изготвувањето и реализирањето на овие проекти? Значи, Центарот за развој на Југозападниот плански регион започна со работа во јули 2009 година. Веќе полни 6 години како функционира. Формирање согласно Законот за равномерен регионален развој и е еден од 8 центри на ниво на Република Македонија. Во овој изминат период има реализирано 40 регионални проекти, 4 се отпочнати со реализација и треба да завршат во првата половина на 2016 година. Значи, некаде во тој период, ќе кажеме, имаме комплетно завршени 44 регионални проекти, нагласувам, не се локални. Значи, постојат посебни критериуми за ваков тип на проекти. Најмалку 3 општини се партнери, значи све што е локално си аплицираат општините и субјектите на територија на општина, но ние, како регионален центар, подготвуваме и спроведуваме регионални проекти, од кои што имаат бенефит 3 или повеќе општини на ниво на регионот. Во почетниот период повеќе бевме насочени кон подготовка на техничка документација, бидејќи таа е неопходен услов за било каква изведба, дали се тоа објекти или некои инфраструктурни решенија, која што па натака ни послужи да аплицираме и за изведба на одредени, значи, зафати пред донатори странски, особено Европска Унија, преку компонентите за предпристапна помош, но и другите донатори од типот на Германско друштво за техничка соработка, Канцеларија на Обединети нации, прекугранична соработка со соседните земји и така натака, и секако прво и основно од националниот буџет преку програмите за равномерен регионален развој, и од минатата година навака веќе имаме можност и веќе аплициравме и имаме добиено проект што го спроведуваме преку програмата за рурален развој. Така. Сега покрај Охрид и Струга, кои се општини други спаѓаат во овој југозападен плански регион? Значи, како што кажавте на почетокот, 9 општини се во рамки на Југозападниот плански регион. Ево Охрид домаќиње овде, значи Охрид, Струга, Вевчани, Дебарца, тоа е едни од микрорегиони, јас ги викам, бидејќи за определени активности се организираме и на ниво на микрорегиони. Потоа имаме Дебар и Центар Жупа, и во другиот дел се, во Кичевскиот дел, ќе речам, Кичево, Пласница и Македонски Брод. Тоа се 9 општини. Сега, колку е лесно, односно колку е тешко и комплицирано да се работи и да се координираат работите еве во 9 општини, бидејќи секоја е посебна, приказна и со своји карактеристики. Може би Охрид и Струга имаат некои допирни точки, но другите општини се навистина со своји специфичности. Како успевате сето тоа да го споите и да изготвите еден заеднички проект? Рековме најмалку во 3 општини да се вклучени во истиот. Ние имаме тесна соработка со сите општини во регионот. Прво и основно со градоначалниците, бидејќи се тие членови на Советот за развој на Југозападниот плански регион, кој што ги носи сите одлуки, и Центарот е административното тело кој што ги спроведува тие одлуки, односно подготвува проекти, ги реализира, подготвува програма за развој на регионот, тоа е среднорочен плански документ, 5-годишен, и во подготовка, значи, и на програмата и на сите проекти
Све се работи во тесна соработка со општините. Ние сме на секојдневна основа во комуникација со општините по разни основи. Дали е то во подготовка на проект или во реализација, бидејќи тие нас ни се партнери. Секогаш во нашите проекти се реалните потреби што ги имаат општините на територија на нивната општина, но сето тоа, да речам, нашите општини од прилика на територија на Република Македонија, ако гледаме, а на ниво на регион, значи има многу слични и заеднички проблеми кои што треба да се решаваат. И затоа секој се наоѓа заеднички проект во кој што тие застануваат како партнери, кои што решаваат дел од проблеми кои што ги имаат сите заеднички. Значи, немаме проблем со општините, напротив, имаме одлична соработка, бидејќи она што го работи центарот е во интерес на општините, односно секогаш придонесува во развојот на регионот и на самите општини, но во крајна линија придонесува во подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во сите тие општини и во регионот, во југозападниот регион. Така. Кои се оние проблеми што најчесто ги тангираат општините и кои се оние проекти кои што сакаат најбрзо да бидат реализирани? Дали се тоа од урбанистичката, комуналната сфера или од некои други сфери од општественото живење? Најголем интерес значи во целиот овој изминат период се инфраструктурните проекти. Значи дали се работи за изработка на техничка документација која подосна, како што споменав, служи за изведба или се работи за изведба. Значи на прво место се инфраструктурни проекти. Потоа, бидејќи сме карактеристичен, да речам, најтуристички регион на ниво на Република Македонија, на второ место се проекти кои што придонесуваат во развој на туризмот во регионот и потоа одат од другите приоритети што ги имаме, исто така земјоделство, рурален развој, бидејќи имаме на територија на регионот голем број на сточари, земјоделци и така натака, оно што им помага нив во нивната работа и им овозможува услови за поуспешно да работат. Така. Сега седиштето е во Струга. Сите мислевме кога беше направена поделбата на овие плански региони во државата дека седиштето ќе биде Охрид по претпоставка дека е неголема општина, но не е тоа така. По бројот на жители Струга е најголемата општина. Таму сте сконцентрирани, но рековме дека секојдневно комуницирате со сите други општини. Сте директно вклучени во решавањето на нивните проблеми и се она што им е нив приоритет. Кои се некои проекти кои што стојат веќе зад вас, кои што сте ги реализирале, за кои што најмногу сте се залагале, можеби сте се изнамачиле, додека сте добиле средства, додека сте го реализирале сето тоа на општо задоволство на општините кои што аплицирале за истото? Па имаме повеќе такви проекти, ево ќе почнам од по вредност најголемиот проект. Значи на почетокот во 2009 Центарот изработи физибилити студија за собирање и третман на отпадни води во Кичевскиот микрорегион. Во тој период партнери беа 6 општини, значи сегашната Кичевска општина со 5 поранешни општини плюс општината Пласница. Студијата беше изработена на многу високо ниво согласно европски норми и таа ни послужи како појдовна точка за да аплицираме за поголеми средства, значи кај Европската Унија, односно преку нашето Министерство за животна средина и просторно планирање, преку третата компонента од првиот дел на ИПА, ќе речам до 2014 што важеше, третата компонента беше за регионален развој. Во меѓувреме изработивме една многу квалитетна анализа на трошоци и добивки и тие два документи беа клучни за да се добие, значи да се добијат 10 милиони евра за изградба на системот за собирање и третман на отпадни води во Кичево, со тоа што во прва фаза, значи системот до крај на 2017 треба да биде изграден пречистителната станица и колекторите во урбаниот дел на Кичево. Во втора фаза преку ИПА-2, веќе оваа 2014-2020 новата компонента, предвидено е останатите фази, односно и оние рурални средини што се во рамки на територијата на општина Кичево, да бидат покриени, значи со
тој и прифатени во тој систем на отпадни води. Исто така имаме изработено, ево оваа година ќе споменам нешто по-свежо, по-ново, изработивме основни проекти за пешачки велосипедски патеки во југозападниот регион, односно сконцентрирани сме на овој микрорегион околу Охридско езеро и потечението на реката Црн Дрим и логички се зафатени, значи, општините Охрид, Струга, Дебар, Центар, Жупа и Дебарца, значи низ нивна територија поминуваат. Испроектирани се 6 делници, од кои што една, ево, за, да речам, овај наш микрорегион е поинтересна, е поврзување на Охрид и Струга со должина од 9 километри. И тој проект е исто така, значи, техничката документација е извонредно квалитетно изработена и имаме можност, значи, следната година ќе има повик за изградба на туристичка инфраструктура. Тоа се средства од Европската Унија, кои што ги менаџира Светска банка, и ќе имаме можност да аплицираме и сигурна сум дека и ќе добиеме за изградба на дел од овие пешачки велосипедски патеки, така да документацијата практично ќе искористиме нешто да се спроведе во дело, кое што ќе придонесе во развојот на туризам и ќе понуди повеќе форми, значи да не е само онај езерски сезонски туризам, таа сезоналност да ја разбиеме со понуда на ваков тип на активности и за туристите, но и за граѓаните во овој регион. Јас кога го презентирав, бидејќи имавме една посебна презентација на овие проекти, беа финансирани преку Германското друштво за техничка соработка и делегацијата на Европска Унија, и имавме еден посебен настан за презентирање на проектните резултати. Меѓу другото, кажав дека ова е потенцијално и можност за организирање на триатлонски надпревари или она од типот Ironman, бидејќи ги имаме сите услови, од маратон во езеро до, ево, велосипедски патеки ќе се изградат, значи ќе ги имаме тие должини исто и за трчање, така да во иднина можеме да сметаме и на нешто дополнително што во светски рамки е тренд и интересно и би привлекло уште повеќе, да речам, по-специфични гости во регионот. Так. Сега, дали ќе се извлечат пари од европските фондови и од другите извори? Имаме извори на средства, но треба тие пари некако да се земат и да се оправдаат. Зависи колку квалитетно е изготвен проектот. Значи, кој ги изготвува сите овие проекти? Пред малку кога разговаравме, јас мисле дека имате некој тим кој што кај вас ги изготвува, но не е тоа така. Значи, распишувате тендери за секој проект поодделно, па си има специализирани фирми или институции кои што ги изготвуваат истите на највисоко ниво. Значи, работите со различни институции, со различни субјекти, како тука оди соработката и значи, со кого се сте соработувале за да дојдете до вакви резултати? Па, имавме среќа, значи, сите досега фирми биле од Македонија, бидејќи користиме ние пари од буџетот на Република Македонија и донаторски пари, сето тоа подразбира, значи, спроведување јавни набавки. И преку системот, центарот е еден од ретките кој што уште од самиот почеток кога е воведен електронскиот систем за јавни набавки, сите набавки 100% електронски ги спроведуваме, значи од објавување на огласот до крај со аукција комплетно е електронски. И тука сега при подготовка практично на тендерската документација секогаш користиме стручни лица кои ни помагаат во подготовка на техничката спецификација, бидејќи таа е пресудна за да се добие квалитетен економски оператор кој ќе испорача квалитетно изработени или техничка документација која е во прашање, или опрема која е во прашање, или изведба. Значи, тука е клучното да се направи добра спецификација и да се добие квалитетна понуда која што би била избрана. А имавме, значи, во изминатиот период од универзитети, значи, првиот што го споменав, студијата изработи градожен факултет катедрата, значи за иригација, отпадни води и така натаму, поширок му е називот, до консултантски фирми, зборувам се за техничка документација и изработка од Македонија, и навистина извонредно квалитетни документи сме добиле. Исто така при набавка на опрема, значи сме набавувале од аерометар, имаме, да речеме, во
Осломе и во Кичево инсталирано, тоа е собственост на Центарот за развој и тоа ја мери загаденоста на воздухот што ја предизвикува термоелектраната Осломе. Но да речеме изминативе 3 години тој е инсталиран таму. Доколку некоја од општините е заинтересирана и сака да ги мери нивото на овие PM10 честички, ево да речеме Охрид, Струга или било која од регионов, значи може Советов да одлучи да го преселиме, бидејќи тој има можност, таков е уредот, мобилење, можеме да го преселиме на територија на друга општина, каде што во одреден период би го мерил тоа загадување. Ако имаме некој критичен период, како што сега беше во некои градови на Македонија актуелна загаденост. Значи такво нешто поседува, ево опрема поседува Центарот од тој тип, таа секако се произведува во странство, меѓутоа има своји застапници во Македонија кои што се квалификувани и да ја сервисираат опремата и да ја одржуваат и да ја монтираат, да ја испорачаат. Тоа е еден пример, значи сме набавували и друг тип на опрема, детектори за откривање на дефекти на водоводни цевки, такви имаме набавено 6, дадени се на територија на општините, една има во Проаква, значи ја користат за да не се копа, туку детектира каде е дефектот и таму на лице место се копа. Исто мобилни лаборатории за испитување на квалитет на земјиште што го користат земјоделците, зависно која култура сака да ја засади. Значи 5 такви мобилни лаборатории имаме набавено и ги имаме доделено во 5 урбани општини, односно во подрачните единици на Министерството за земјоделство. На почетокот кога ги доделивме, дури поделивме по 300 реагенси за бесплатно да им испитаат на земјоделците, значи квалитет на земјиште, односно што би сакали и што можат да засадат на нивните ниви. Значи ова се само неколку примери: опрема, техничка документација, изведба на објекти. Ево во моментов пред 10 дена пуштивме во употреба систем за санитарна топла вода со сончеви колектори во Дебар во градинката Брешија. Исто кровот на спортската сала во училиштето Браќа Милодиновци во Струга направивме изолација, реконструкција. Правиме во истото училиште замена на прозорци заради постигнување на енергетска ефикасност на објектот и заштеда секако на енергија и парични средства. Исто замена на прозорци правиме некаде при крај на идната недела, треба да заврши во Кичево, во средното општинско училиште. Направена е замена, значи, на прозори и тоа треба да заврши исто енергетска ефикасност. Имаме проект што го спроведуваме, значи при крај веќе се инсталирани подземни контейнери во Струга и во Дебар, во втора фаза ќе се инсталираат во Охрид и во Кичево. Значи тоа придонесува во заштита на животна средина, туристички ни е регионот, имиџот на регионот, значи од повеќе аспекти е добро. И економски бенефит ќе има, значи економски заштеда, бидејќи досега да речеме во сезона во Охрид 7 пати во денот во централното подрачје требале да ги празнат контейнерите. Со инсталирањето на овие 3 пати по 3 метри кубни во централното градско подрачје практично ќе треба еднаш дневно да се празни, веднаш имаме заштеда и тука во самото јавно предпријатие. Така. Сега, бидејќи нашиот регион од овие 8 кои што се во Македонија, како што е поделена републикава, е еден од послабо развиените. Дали тоа значи дека повеќе средства ви се одобруваат од буџетот, затоа што рековте дека дел се финансирате и од буџетот на Република Македонија? Да. Дали имате тука предност затоа што станува збор? За жал, имаме таква предност, за жал. Да, предност во негативност. Да. Во некоја рака. Значи, средствата што се доделуваат преку програмите за рамномерен регионален развој се доделуваат врз основа на степенот на развиеност на регионите и на секои 4 години практично се прави нова класификација на регионите и се поставуваат други индикатори. За овој период, значи согласно степенот на развиеност, за југозападниот плански регион се издвојуваат 13,3% од вкупната вредност која е одвоена од националниот буџет преку овие програми што ги споменав за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Средствата што се наменети за планските региони, значи во нашиот регион практично можноста е 13,3%. Со тоа што во изминатиот период, да речеме, беа вкупните средства на ниво на држава нешто пониски, за следната година, ево во споредба со оваа тековна година, средствата се
дуплирани, значи и на национално ниво, и тоа значи дека и за нашиот регион ќе имаме двојно повеќе средства од оваа година. Ако оваа година имавме околу 250.000 евра вкупно од таа програма, за наредната се 500.000 евра и ние во моментов подготвуваме проекти за тие програми за вредност од 500.000 евра. Така. Кои се индикаторите кои што покажуваат колку еден регион е развиен или не е развиен? Зошто сме ние, например, нашиот регион са влегуваме во тие послабо развиените региони? Од што тоа зависи? Се користи, значи, посебна методологија за изработка на тие индикатори. Си постои правилник и методологија и се анализираат сите аспекти. Значи, економски, социјален, значи сите можни аспекти, бруто домашен производ, значи да не ги набројувам, премногу параметри се земаат во предвид и на основа на вкрстување на сите тие параметри си има посебна методологија, се доаѓа до степенот на развиеност на секој регион и до процентот, односно индикаторот кој ќе биде за период од 4 години за доделување на овие средства. Предпоставам дека тој процент е менлив. Да, на 4 години, да. Значи може да во меѓувреме да се случи да дојде до так, некоја промена, па да имаме подобрување или па не дај Боже влошување, са не би сакале да бидеме уште послабо развиени, но може и тоа да се случи, зависно од индикаторите како ќе се однесуваат. Зависно од севкупните движења на територија на регионов, особено економските. Значи, економскиот развој, значи ние на прво место и сето тоа повлекува, значи има влијание во сите други сегменти. Сега можеби сме негде најдолу на скалата по развиеност на нашиот регион, но сигурна сум дека не сме најдолу на скалата по реализирани проекти. Не. Каде сме тука, значи во споредба со другите региони? Колку проекти во другите региони се реализирале, колку кај нас еве, вака да некоја паралела? Прилика, значи колку работиме ние, колку тие? Сите од прилика исто, морам да кажам дека во сите региони, во центрите се многу посветени луѓето. Дури мислам дека и во ентузијасти можам да ги ставам група, бидејќи и секогаш постои надпревар меѓу центрите, значи таа конкурентност позитивна, присутна, позитивна конкурентност и по број на проекти, секако со природата на проектите може да е различна, бидејќи потребите не се исти во сите региони, но по број на проекти и по можности, бидејќи можности за финансирање, односно критериуми дали ние можеме да аплицираме или не, важат за сите исто. Со тоа што да речеме, ако во нашиот дел, ево, како пример ќе земам прекогранична, ние имаме можност со Албанија и со Грција, во другиот дел имаат можност, ево, југоисточен има со Бугарија и со Грција. Значи, различни се програмите по кои што тие може да аплицираат, меѓутоа за прекогранична и тие и ние можеме да... А си помагате ли меѓу себе? Да. Значи, размена на некои информации, искуства, при изработка на некој проект, па некој веќе поминал по тој пат, па да... Да, така, тука постои извонредна соработка и солидарност, ќе речам. Ако еден има некакво искуство, веднаш го споделува со сите други и секако све што може да им помогне. Значи и ние помагаме на другите центри и тие нас. Зависно кој какво претходно искуство имал, значи голема солидарност постои. Кој е тимот кој што стои зад овој југозападен плански регион? Значи колку луѓе сте вклучени? Предпоставувам дека нема многу луѓе, а се врши голема работа. Тимот е многу мал, значи вкупно 6 сме и во центарот, значи сум јас како директор, имам администратор и 4 координатори. Значи тројца од нив се поделени по сектори, обично по 2 покриваат сектори секој од нив и еден координатор имам за бизнис секторот, односно во рамки на центарот имаме и бизнис центар. Значи тоа е како проект во моментов, го координира проектот бизнис центар со сите пропратни активности. Значи вкупно сме 6, но да речам во овај стручен дел секогаш ни се на помош стручни лица од општините, значи зависно каков тип на документација изработуваме или што ни е потребно,
Значи, дали се тоа инженери од сектори и така натаму, секогаш ни помагаат и тие. Лесно доаѓате до податоци, до информации, Да, кога е да, потребно од секторите, значи... Да. Не само податоци, дури ни помагаат и во подготовка на одредена, да речеме, техничка спецификација, све она што имаат кај нив ни доставуваат, значи и тие се. И Па секако... добро, логично би било тоа, затоа што за нивно добро да, е. за нив така. работиме, да. но имаме, значи, извонредна соработка и секако надворешни соработници преку јавните набавки кои ги обезбедуваме ние, тие практично онај дел, но за да се дојде до тоа, оваа подготовка претходна ја прави овај тим од 6 луѓе заедно, значи при помош имаме од општините. Имате работно време или? Да, од 8 до 16. Генерално имате, но од 8 до 16. Сигурна сум дека и после тоа и дома се размислува, се работи, се координирате, се договарате како и што. Вие сте, колку јас што можам да дојдам до некој заклучок, линкот сте помеѓу фондовите и парите и општините. Значи, вие сте негде измеѓу. Сега многу зависи како ќе се тургаат работите и од самата општина. Вие нема да знаете кои се проблемите и што е приоритет за една општина да се реши и да се реализира како проект, доколку истата тоа не го исфрли на површина, не го истакне, не го потенцира и така натаму. Рековте дека се одржуваат состаноци на тој совет што е за регионален развој. Доволно ли е толку за да добиете ви информации или имате и други начини? Не, ние најмногу, значи, советот ги носи одлуките. Значи, тоа е финална фаза, кога предходно е све веќе подготвено. А предходно работиме на оперативно ниво, значи зависно од типот на проблемите, така ги имаме, значи представниците и од општините, од сектори зависно, пак ќе речам од проблемот кој се решава, сектори оделени од општините, представници, оперативци, од бизнис сектор, од невладин сектор, од универзитети, све што е на територија на регионот. Значи целата таа подготовка додека дојде материјал за донесување одлука од страна на регионалниот совет се прави предходно во консултација на дали се тоа во форма на работилници, работни групи, состаноци, значи сите можни форми, заедно со нив сето тоа предходно се работи и потоа оди на носење одлука во советот. И сега тука да нагласам дека ние, значи, онај принцип кој што многу се применува и се почитува од страна на Европска унија, значи широка консултација со сите засегнати страни или она партиципативно учество што го викаат, кај нас е 100% применет. Ево последно најсвежо имавме, значи, планирачка работилница за активности за 2016 година, односно генериравме проектни идеи за 2016 година и на основа на таа генерирана широка листа, советот на седница на совет рангираше и правеше приоритети, значи е на некој начин преуредена таа листа и утврдена, односно е усвоена и со нејзе практично во 2016 веќе е одредена рамката со кои проекти ќе аплицира и ќе реализира центарот. Така. Сега за проектите со кои што ќе аплицирате во 2016-та, но и за оние кои што остануваат за нас, бидејќи веќе сме на самиот крај на годината, една рекапитулација на 2015-та во вториот дел на емисијата. Малку ќе ве одморам се една рекламна пауза. Од Хотел Тино Свети Стефан информираат дека специјалната понуда продолжува и предстојниот викенд 5 и 6 декември. Имено, за цена од само 550 денари по лице, добивате пред јадење главно јадење по избор од мени, десерт и еден пијалок. Во понудата е вклучено и гратис користење на спа центарот, внатрешниот базен и базенот за деца. Користењето на базенот за деца до 6 годишна возраст е гратис. Хотел Тино Свети Стефан. Наскоро во Охрид, Миса Маркет, недела на отварање, со попусти, изненадувања, подароци и награди.
Пазарете со мерак. Сите имаме сон за убав и топол дом. Сега можеме да го оствариме и да го заштитиме на исто место и во исто време. Со станбениот кредит на Охридска банка добивате плюс кредитно животно осигурување, фиксна каматна стапка од 4,75% за првите 5 години, без административни трошоци. Станбен кредит плюс осигурување. Охридска банка, дел од групацијата Societe Generale. Не сте сигурни кое моторно масло е соодветно за вашиот автомобил? Обратете се кај експертите за масло Пенасол и решете ја дилемата. Единствено масло на пазарот во Македонија кое е произведено во Германија. Телефон 02 3109 258. Достапно во сите подобро снабдени продавници за автоделови во Охрид и Струга. Приватна здравствена установа Захариевски. Нов 4D ултразвук. Прегледи за трудници. Гинеколошки прегледи. Прегледи на дојка. Инвитро оплодување. Сите испитувања на едно место. Остварете ги вашите посакувања. Добре дојдени сте. Поповски, како е мајка ти? Убав, тој на мајка. Chipsos, muchos gustos. Краток одмор и за нас и за гледачите. Продолжуваме со нашиот разговор. Реков на крајот сме на годината и секогаш, значи овој период некако ги сумираме резултатите сите во која и да е област што работиме, што сме направиле, што останало недовршено. Мислам дека вие немате многу можност да оставите нешто недовршено, но сепак еве на рекапитулација на 2015-та, кои проекти остануваат зад вас успешно реализирани, кои се во фаза, затоа што не можат некои наеднаш да се реализираат, имаме прва, втора, трета фаза, што трае и со години и ќе се наследат и во наредната година што доаѓа, и кои ќе се приоритетите за 2016-та? Значи, во текот на оваа година ние работевме на 10 проекти. Тоа е многу или малку? Па регионални се проекти, јас мислам дека е многу, затоа што се во рамки... Така, рамки... ваше искуство ве прашувам, во рамки на еден работа, проект дали е многу? Има повеќе активности. Значи, јас споменав во претходниот дел изведба на енергетски ефикасни објекти. Тоа е еден проект, а тука споменав три објекти. Многу, да. Три објекти. И тоа се три посебни, значи, оператори, економски, набавки, извештаи, све е тоа, значи, во рамки на еден проект, меѓутоа три пати е таа работа. Значи, во оваа година завршивме од нив до овај момент комплетно се реализирани 5. Ни остануваат, односно 6, 4 се започнати и најголем дел од нив ќе завршат во првата половина на 2016. Значи, некои се до крај на март, некои до крај на април, но се почнати со имплементација, бидејќи оваа година ние имавме, ево и тоа сакам да го нагласам, значи што значи тој систем за јавни набавки. Електронските аукции секогаш носат и спуштање на цена од страна на економските оператори, а за нас значи заштеда на средства. Од националниве програми оваа година одлучија од заштедените средства да ни доделат, да ни ги дадат повторно да реализираме уште еден проект. И исто со ребалансот на буџетот кој што беше направен на Република Македонија, добивме уште еден, значи плюс 2 проекти добивме, еден од ребалансот и еден од заштедените средства.
и од тие заштедени средства, да речеме, отпочнати е со реализација. На почетокот на годината преку проектот за прекогранична соработка со Албанија, правевме енергетски контроли на јавни објекти. Тие јавни објекти ги номинираа самите општини. Во прашање се училишта и на основа на таа направена енергетска контрола сега имаме документација, потребна ни е уште малку дополнителна документација, значи да направиме изведба, односно дали ќе е тоа изолација, замена на прозори, реконструкција на кров и така натака во 4 нови, односно во 3 нови објекти. Значи отпочната е таа постапка ево на територија на Охрид во основното училиште во Долно Лакочерај. Бидејќи на почеток на година правевме енергетска контрола, сега правиме изведба, односно ја правиме кровот, изолацијата и некои прозорци што треба да се променат. Исто имаме поголем зафат, имаме во основно училиште во Оровник во Дебарца, таму е малку поголем зафатот и кровот е и подот и замена на прозорци, така тука е вредноста малку поголема. И исто имаме во основно училиште во Центар Жупа во Кочаџик. Значи исто таков сличен тип на интервенција. Значи оно што се направило како документација преку еден проект, сега од средства од националниот буџет практично ја правиме изведбава. Таа документација ни служи. И тоа е значи отпочнат и некаде до крај на април треба да заврши. Исто ги споменав подземните контейнери, значи и таа постапка е веќе отворена. Првата фаза ги инсталиравме, како што споменав, Струга и Дебар. Во втората Охрид и Кичево ќе ги инсталираме некаде до април идната година. Тоа треба да е све комплетно завршено. Јас верувам дека и многу порано тоа ќе биде покрит целиот град или само некој дел? Во централното во Охрид, во централното подрачје 3 по 3 метри кубни имаме. Значи тоа е за почеток, за следно ќе видиме. Значи и тоа е проект, тие се во тек се уште. Исто денес заврши електронската аукција, значи изработка на урбанистички планови во населени места. Тука имаме 3 општини и тоа е преку програмата за рурален развој. Практично работиме урбанистички планови за 8 населени места во 3 општини или вкупно 491 хектар. Значи практично урбанизирање, бидејќи нив им е неопходно за било што да направат во иднина, не можат без урбанистички планови. Ете и тоа го работиме, значи операторот за Бргу ќе биде избран и веќе ќе се отпочне, договор ќе се потпише и ќе се отпочне со реализација. Тоа идната година би требало да заврши, да ги имаме сите тие урбанистички планови, да речам, да им ги дадеме на општините на располагање. Так. И тоа е во тек. Од завршените, значи, имаме брендирано дебарско сирење како колективна трговска марка и го предадовме, значи тоа беше една подолга законска процедура, но конечно го имаме тој документ, го имаме дадено на едно здружение на одгледувачи во Дебар, Даши се вика, ги обединува сите и привлекува и нови, бидејќи ни кажаа дека од јуни кога им го предадовме, до овој момент значително им е зголемена продажбата на сирењето, односно ми кажа дека воопшто повеќе сирење немаат за продажба, толку многу им се зголемила продажбата. Тоа е завршен проект, исто завршен е овој со пешачките и велосипедските техничката документација. Значи во следна фаза одиме да бараме и тоа е веќе на приоритетната листа повторно за 2016, но сега ќе бараме средства за изградба на, ако не за сите делници, барем за определени делници, бидејќи вкупната вредност за изградба е 1.700.000 евра, значи за некој дел јас се надавам за овие поприоритетни делници дека ќе обезбедиме средства и да се изгради и да се стави во употреба, да ја збогатиме таа туристичка понуда во регионот. Големиот ИПА проект го споменав, тој е во тек, 2017 треба да заврши. Се ова по области ние морам да се подсетам или овде да видам овие ги географски информационен систем. Да, и бизнис центар имате. И бизнис центар имаме. За географскиот информационен систем мислам дека во повеќе наврати во последниот период имаше, бидејќи правевме една добра презентација на самиот систем, значи тоа не е некако и најсвежо сега. Да, најсвежо е, значи имаме искреирано една
регионална база на податоци со стотина атрактивни парцели во регионот, со сите атрибутни податоци и поставен е линк на нашата веб страна. Исто ќе поставиме наскоро и во општините, со тоа што ќе им опфаќат територијата на нивната општина, односно сите тие атрактивни парцели. Дадени се сите податоци и секој инвеститор од било која точка на светот, значи при посетата, и сега работиме на она што повеќе да биде посетено, односно да ја линкуваме на повеќе страни за да допре до поширока публика, ќе речам, односно повеќе потенцијални инвеститори. И тие, значи, може да ги најдат оние први податоци тука, во таа база, и све што е дополнително оние контакт податоци во сите општини. И во следната година имаме надоградба на тој систем, бидејќи ќе правиме и нови модели, тоа е во приоритетната листа во 2016, значи ќе се додаваат модули на самата таа база, бидејќи ние во центарот поседуваме регионален сервер и работна единица, и тој значи може регионално можат и сите општини, значи во зависност од нивните потреби да го користат, а податоците за цел регион се тука. Значи тој е тој ГИС проект, и во рамки на бизнис центарот имаме повеќе спроведено веќе повеќе активности, значи изработена е програма за поддршка на мали и средни предпријатија во југозападниот плански регион со акциски план и комуникацијска стратегија, тој документ е готов. Веќе на одобрување водич за инвестирање во југозападниот плански регион, и тој е изготвен. Содржи повеќе елементи во него, значи од можности за инвестирање до постојни, значи фирми, производители, даватели на услуги и така натака, сите податоци ги содржи водичот за инвестирање. И двата документи и веб портал, специјален веб портал е, оно што е содржано во водичот, значи и онлайн го ставаме да биде на увид на сите заинтересирани. Сите овие три се изработени во 3 јазични верзии, исто и за ГИС базата е во 3, македонски, албански и англиски јазик, значи е достапно да речам за сите. Да. И исто во рамки на бизнис центарот веќе завршивме, имавме една обука за управување со градежно земјиште и просторно планирање. Тоа беше за општините, значи оние што работат во инспекторати, комунални оделенија и така натаму. Тоа заврши, го правевме заедно со Полошкиот регион. Во моментов, значи, веќе заврши постапката и ќе организираме 3 обуки за предприемништво. Целна група ни се жените од регионот, сите жени кои што имаат предприемнички дух и се заинтересирани, и ги организираме во 3 микрорегиони, значи 3 5-дневни работилници за сите заинтересирани жени, со тоа што сега ќе оди јавен оглас за пријавување на сите кандидати кои што се заинтересирани, и тие ќе имаат можност да одберат на која локација би сакале да ја следат обуката, дали во Струга, Кичево или Девар. Значи ги лоциравме во микрорегиони за да им овозможиме поблиску да им го донесеме, да речам, да ја донесеме обуката до жените кои што не се во можност да патуваат и така натака, значи што е можно поблиску. 5-дневни се тие, во текот на тие обуки тие, значи меѓу другото ќе изработат и бизнис план, па за да бидат мотивирани ќе има и некои награди за најдобри бизнис планови, дури ќе имат можност и за поддршка од консултантите за следните 4 месеци, значи во маркетиншки план, правење и така натака, и исто ќе им посочиме можности за изнаоѓање финансии, значи како, дали преку програмата Хоризонт 2020, алатката за конкурентност, значи таму се големи можностите и големи средствата, преку националните, значи можности преку националниот буџет и така натака, сето тоа ќе им биде посочено. Значи сите можности кои што би можеле да им помогнат во стартување со готов бизнис план на собствен бизнис и да го развиваат натака, и со можности, значи, каде се изворите за финансирање. Дали се тоа во форма на грантови или поволни кредити, или се субвенции од владата и така натака, значи сето тоа ќе им биде посочено. Тоа е активност што многу набрзо ќе започне и треба да ја завршиме некаде до крај на февруар. И исто отпочната е подготовката, значи се прави мапирање на туристички потенцијали во рурални средини и ќе се изготви регистар на тие потенцијали и во хартиена и во електронска форма, и идејата ни е на постојнава ГИС база, значи да го додадеме и тој дел, што значи
потенцијали за туризам во рурални средини. Така. Значи тоа е во рамки на проектот Бизнис центар, сите овие активности завршени и во тек и она што треба да се заврши до крајот на март 2016 година. Сега ова беше прелевање дел од проектите во 2015-та од 2015-та во 2016-та, а што е со оние проекти кои што треба да започнат 2016-та? Па во моментов ние подготвуваме проектни апликации, значи приоритетната листа е донесена од страна на Советот за развој за 2016 година. Имавме на 25 ноември седница на регионалниот совет и оние генерирани идеи што ги споменав на планирачката работилница веќе ги изрангираја, ги средивме и во моментов тимот во центарот веќе не знам по колку пати во денот е во комуникација со општините, веќе се подготвуваат апликациите кои што до 15 декември треба да ги доставиме до Бирото за регионален развој. Значи ова се проекти само по програмите за равномерен регионален развој што ги спремаме. И во принцип кај нив ги доставуваме оние што се прво рангирани на самата листа. Веќе кажав, имаме на располагање за следната година околу 500.000 евра за овие регионални проекти. И на листата, значи, првиот е повторно имаме изведба на енергетски ефикасни објекти, меѓутоа сега објектите се други, не се овие кои беа досега. Градинки имаме повторно и училишта во регионот. Значи, до овој момент 5 општини мислам дека се и мислам дека тој ќе е најголем за користење на средствата од оваа буџетска линија. Конкретно ево за Охрид, тука имаме во рамки на тој проект, значи реконструкција и енергетска ефикасност во централната детска градинка во Охрид. Значи тој објект е опфатен во рамки на овој регионален проект, ќе речам, како пример го посочувам. Исто имаме поставување на јавни тоалети како урбана опрема во 3 општини, до овој момент 3 или 4 веќе појавија интерес, значи тука се Охрид, Струга, Вевчани и Дебар и Кичево беа заинтересирани. До крај, значи додека ја затвориме, да речам, апликацијата, ќе знаеме точно, меѓутоа трите иницијатори се овие 3 што ги споменав, а можно е да се зголеми бројот. Но јавните тоалети ќе бидат многу пософистицирани од она што ние сега го имаме во моментот во градот. Па некои најнови, да речам, од посебен материјал, сами се чистат, значи претпоставувам, јас ги гледав до душа тие проспектите, ајде да не речам пречистителна станица, но сами се чистат многу хигиенски и се поставуваат како урбана опрема и во Охрид побарано е на 2 локации по еден модул да се постави, значи секој модул има по 3 дела, машки и женски, онај за посебни потреби, значи на 2 локации ќе има на територија на општина Охрид, во Струга на една и во Вевчани на една. До овој момент е ова во подготовката што го знаеме. Исто подготовка правиме, бидејќи беше многу високо рангиран, решавање на проблемот со кучињата скитници во регионот. Меѓутоа ги испитувавме сите, да речам, правилници, законска регулатива, кои се можностите и што е тоа што е возможно да го направи центарот, значи како надлежност, бидејќи другиот дел си е надлежност на општините. Она што ние би можеле да го направиме регионално, значи ги испитуваме можностите и во втора фаза самите општини да си превземат да го решаваат на територија. Значи тоа имаше голем интерес и за тоа исто подготвуваме апликација. Дали само да ве потпрашам, дали можеби имаше некој интерес од страна на општините за промена на азбестните плочи на некои јавни установи, например на училиштата? Имаме уште училишта во градов кои што се кровните конструкции со вакви азбестни плочи. Не, значи кај нас имаше енергетската ефикасност во смисла на реконструкција на кров и поставување изолација на кров. Сега, доколку се прави реконструкција на кров, ево конкретно веќе направивме ние во претходниве, а и во следниве, значи ќе има, во Струга, секако азбестни нема да поставиме, додуша таму беше равен кровот, тој што правевме реконструкција, а кај овие доколку на самиот тој објект правиме реконструкција на кровот и е од таков материјал, сигурно дека тој ќе се отстрани, ќе се стави нов, зависно
што имаат во своите технички документации општините, оно што ќе ни достават и ние на основа на тоа ќе бараме да се изведе, односно да се реконструира. Така. Па многу работа пред вас е во новава година, но тоа е добро. Значи, кога имаме работа, тоа не држи така будни во кондиција, а на човекот му е потребно секогаш да има некое движење, некој мотив што ќе го тера да оди понатаму напред. Ви посакувам реализација на сите овие зацртани проекти. Сигурна сум дека ќе ги реализирате. Може би до година еве уште една ваква емисија, па тогаш ќе правиме една рекапитулација на 2016 како изминала, што се било реализирано од ова што сега го најавивте. Благодарам за учеството во Лупа. Малку им ги доближивме овие работи на граѓаните, затоа што мислам дека оваа тема не е многу апсолвирана и не им се баш најјасни работите. Кога станува збор за проект, некако секогаш е како баук нешто, дали тоа е возможно, дали може да се земат пари, но со добар тим и со сериозна работа, секако дека може. Благодарам за поканата. Се надевам дека ова што ни посакавте во реалност ќе ни се оствари и ќе имам можност следната година да дојдам и да се пофалам со сите тие резултати што сме ги имале од реализација на проектите. Така. Па целта на емисијата Под лупа е се она што не е многу јасно да го извади на површина, да стане појасно, каде што има простор за некоја конструктивна критика да се искритикува, каде што има простор за да се пофали, да се пофали. Благодарам уште еднаш и до некое наредно видување. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието и благодарност до моите пријатели, бутикот Васидора и студиото Арс Нова. До видување до наредниот четврток.